Бројот на жртвите во катастрофалниот земјотрес кој ги погоди Турција и Сирија се зголемува. Спасувачите пребаруваат по урнати згради во услови на снег и мраз за да најдат преживеани. Сликите од подрачјето погодено од земјотресот покажуваат огромно уништување. Уништени се објекти, улици. 9 државјани на Република Северна Македонија кои беа затекнати во загрозеното подрачје, 8 ученици и нивен ментор наставник, кои преку програмата Еразмус Плюс престојуваат во Република Турција, го напуштија погоденото подрачје од земјотрес и ќе се вратат во земјава. Извести од Министерството за надворешни работи. Утринава некаде 2 час по полнок нашиот дипломат ми испрати слика заедно со наши соучениците. Сите се здрави, добри и веќе се тргнати на кај Анкара, каде што вечерва ќе останат таму и ќе тргнат со автобус за Скопје. Така да сите се во добра здравствена состојба и повредениот кој што добил здравствена грижа е во добра состојба без потреба од некаква хируршка интервенција. Сите заедно се тргнати веќе се на пат за Анкара. Сликата покажува дека се во добро расположение, иако се разбира дека траумата што ја претрпеле, дека тоа ќе ги следи, но ги очекуваме да стигнат во Скопје, па ќе се грижиме за нив. А од каде се, не ни кажат? Значи, тоа се информациите од училиштето е од Гостивар, а учениците се од Тетово, Гостивар и од општина Маврово Ростуша. Првиот земјотрес, еден од најсилните досега регистрирани во Турција, беше со јачина од 7,8 степени и се случи во југоисточниот дел на земјата, со епицентар во близина на градот Газиантеп. Земјата се тресела речиси 2 минути, а бројот на загинати нагло се зголемил. Вториот силен земјотрес со јачина од 7,5 степени се случи 12 часа подоцна во областа Елбистан, северно од епицентарот на првиот земјотрес.